أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Благодарност му припаѓам единствено на Господарот Аллах субханеху ва таала. Нека е салават и селам над неговиот последен пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, неговата честна фамилија, неговите асхаби, сите оние кои што ќе го следат патот на вестината се до судниот ден. Почитувани браќа и ценети сестри, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату и добродојдовте во првото предавање од исламската школа Фикх ал Ислам. Ние иншаллаху теала во овој прв дел ќе спомнеме што уствари овај предмет е во суштина. Овој предмет нам ни пружа или ни дава темелно знаење за главните и за споредните извори на исламското право, ни ги објаснува причините за разединувањето на учењаците и на врсти и кои врсти на шеријатски прописи, тоест на врстите на шеријатските прописи кои го регулираат човечкото однесување. Посебно внимание е посветено на разбирањето на правните школи на мезхебите, на нивните имами и најважните дела кои се од тие имами, со што сите ние овде на сите нам ни овозможува длабоко разбирање на правните разноликости во исламот. Аллах субханеху ва таала нам по неговата племенита книга не подсетува на вредноста на знаењето, па Аллах нам ни говори и ни вика: Аллах на високи степени ќе ги воздигни оние меѓу вас кои веруваат и на кои им е дадено знаење. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: на кого Аллах му посакува добро, го подучува со верата. Пред се да знаеме дека практичниот дел на овој предмет почнува со поглавието за чистота, или ние како што е познат викање тахарет, со основните услови за исправноста на намазот, а намазот е најважниот столб во исламот. Ние иншаллаху таала ќе се поучуваме со врстите на вода, со прописите поврзани за абдест, прописите кои што се поврзани за гусул, прописите кои што се поврзани за теемум, прописите кои што се поврзани за менструален циклус, како и основните чистоти или основната чистота и нашето однесувањето на еден муслиман и муслиманка во текот на извршување на нужда. После сето ово, како ќе го поминиме, ќе преидеме на поглавието за намаз, каде што во тоа поглавие ќе бидат анализирани неговите времиња, условите, рукновите, ваџибите и суннетите, со што нам ни се овозможува сеопфатен преглед на овај исламски рукн. Со изучувањето на фик, сите ние иншаллаху таала ќе научиме како да ги разликуваме врстите на шеријатските прописи, ќе научиме што е фарз, ќе научиме што е мустахаб, што е харам, што е мекрух, што е мубах и ќе ги разбираме нивните секојдневни примени, затоа што сега ако почнеме директно со намаз и ви кажам ова е ваџиб, ова е фарз, ова е суннет, а ако не спомнеме што е сето тоа, никој нема да разбере. Па иншаллаху таала, молам Аллах субханаху ва таала нека овој предмет кој што вечерва го почнуваме ни биде разбирање за исламот и за практичната примера и неговите прописи, што нам секако ќе ни допринесе за личното, за самата наша личност и друштвениот просперитет. Молам Аллах субханаху ва таала пред се нам да ни подари корисно знаење, желба за чинење на добри дела. Го молам Аллах субханаху ва таала да ни подари успех и да ни подари исправност во постапките и искреност, што е пред се најважно. Океј.
што е целта на ова наше предавање? Нашата цел е да го направиме исламското знаење достапно, нели, во поширокиот аудиториум со изучување на систематските исламски науки со кои што нам ќе ни овозможи исламот да го изградиме кај себе, како да бидеме една целосна личност, да ги препознаеме правата кои што се во исламот, да ги спознаеме вистинските вредности и да бидеме отпорни на сите врсти кои што се девијации, затоа што знаете се појавуваат секакви врсти на секти кои говорат едно, кои говорат друго, а без знаење можеме лесно да легнеме на брашното. Па, почитувани мои браќа и сестри, го молам Аллах субханеху ва таала да нам ни го олесне патот во барањето на знаење. Затоа, прво што ќе направиме, ќе го дефинираме поимот фик, ќе го објаснеме нели предметот и неговото изучување, ќе појаснеме како настанале правните школи, мезхебите и нивните имами, ќе ги представиме нивните најзначајни дела од сите тие правни школи. Што нам ни е многу важно ни е да разбереме зошто сите тие исламски правници, како што се нели 4 познати мезхеби кај нас, зошто тие правници се разединувале. А ако немаме знаење зошто и како се разденувале, ако не го стекнеме ова знаење, ние ќе останеме збунети на различните одговори кои тие учењаци ги даваат на истите прашања, а ги користат истите примарни извори. Например, кај Имам Ханефи едно прашање поставуваш, ти одговара така, истото прашање го поставуваш кај Имам Ахмед, ти одговара поинаку, например. И сега, ние, иншаллаху таала, ќе се потрудиме да дојдеме до цел да почнеме да распознаваме како и зошто сето тоа настанало, а сите овие 4 мезхеби, кои што нели ние кажуваме дека се правилни мезхеби, исправни мезхеби, сите тие користат примарни извори. А што се примарните извори? Куран, Сунет, консензус или иџма и аналогија, кијас. И устоо битно е да ги разбереме и заедничките ставови на исламските правници. Имаат и заеднички ставови во исламски правници и тоа нам ни дава подобар вовед во препознавање на суштинските прашања на исламското право. Секој еден од нас на почетокот на патот на стекнување на знаење треба да се запознае со главните и споредните извори на исламското право. Со главните и споредните извори на исламското право и така ќе знае да ги препознава и да ги разликува едни од други. Пред самиот вовед во исламско право, јас сакам да истакнам дека личноста која изучува шеријатска наука треба да познава аргументи кои укажуваат на вредноста на барањето на знаење, а посебно исламско знаење. Како би таквата личност константно би била мотивирана за негово изучување, за учење нели на самиот ислам. Знаењето во исламот, почитувани мои, завзема многу високо место, а со самото тоа и наградата за неговото изучување е многу голема. Во тоа нам и во прилог ни идеат првите зборови на објавата, када Аллах субханеху ва таала ни кажува: читај во името на Господарот твој кој создава. Овие зборови кои биле упатени кон пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Аллах субханеху ва таала исто кажува во неговата племенита книга: Аллах на високи степени ќе ги воздигни оние меѓу вас кои веруваат и на кои им е дадено знаење, а Аллах добро знае она што го правите. Сега, на кој начин Аллах субханеху ва таала ќе ги воздигне оние на кои им е дадено знаење? Како ќе ги воздигне? Како прво ќе им покаже чест на учењаците
и на дуњалукот и на ахиретот. На овој свет луѓето, учењаците ќе ги спомнуваат по добро, по хајри, ќе упатуваат дова за нив кај Аллах субханеху ва таала со зборовите рахметуллахи алейхим, да Аллах им се смилува. И тоа нам ни потврдува и хадис кој говори за вредноста на асхабите, за табините и табините, трите најодбрани генерации на муслимани, кои муслиманите и ден денеска непрестано ги спомнуваат и бараат Аллахова милост за нив. Што еден учењак е поблиску до времето на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, за него се подолго се бара, нели, Аллахова милост, повеќе се спомнува. Возвишениот Аллах субханеху ва таала на овој свет им покажал една чест на учењаците, така што луѓето, на овие луѓе, на учењаците, нели, ги сакаат, ги почитуваат, ги прашуваат за совет и се консултираат со нив. А на едниот свет ќе добијат најголема почест кај Аллах субханеху ва таала, како што е друштвото со веровесниците, со пратениците, со шехидите и со добрите луѓе. Возвишениот Аллах субханеху ва таала во сура Фатир вика: а од Аллах се плашат од робовите негови учените. Аллах навистина е силен и оној кој простува. Во овој ајет возвишениот Аллах субханеху ва таала нам ни укажува на тоа дека стравот и почитувањето према Аллах субханеху ва таала пред се го имаат учените луѓе, затоа што од Аллах вистински се плашат неговите учени робови. Сега зошто тие се плашат? Затоа што тие го спознале учењето и изучувањето на исламското знаење, почитувани мои. Кога ние ќе го спознаеме Аллах субханеху ва таала и ќе постанеме од оние кои вистински се плашат од него, поинаку реагираме. А кога вистински се плашиме од Аллах субханеху ва таала, нам ни е загарантиран успехот на двата света. Возвишениот Аллах субханеху ва таала вика и речи во сура Таха 114 вика: и речи Господару мој, ти знаењето мое прошири го. Со овој ајет возвишениот Аллах субханеху ва таала му се обраќа на кого? Му се обраќа на пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и му кажува да моли: Господару мој, ти знаењето мое прошири го. На Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем му се обраќа Аллах субханеху ва таала, кој бил најбогобојазен и најучен човек, кој најдобро ги познавал прописите од исламот, најдобро познавал што е халал и што е харам и го живеел уствари Куранот. Возвишениот му наредува што да моли? Да моли Аллах да му го прошири неговото знаење, да му го зголеми неговото знаење. И навистина со ова е истакната голема вредност на знаењето, затоа треба да размислуваме за ваквите и за сличните ајети. Ако Аллах субханеху ва таала ова му го наредил на својот најодбрано створение, нели, пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, да го моли да го прошири неговото знаење, онда пре ние да учиме и да изучуваме исламско знаење. Ова е единствен ајет, почитувани мои, во Куран, со кој што му се наредува на пратеникот салаллаху алейхи ва селем да бара нешто што Аллах ќе му го зголеми. А му наредува што да бара? Знаење. Имаме многу хадиси од пратеникот салаллаху алейхи ва селем кои говорат за вредноста на знаењето општо. И ние ќе спомнеме само неколку. Во хадисот кој го бележи Муслим се пренесува од Ебу Хурейре радијаллаху анху дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ќе крене на патот на барање на знаење, Аллах ќе му го олесне патот до џеннетот. Видете, субханаллах, автоматски имаме, само што ќе почнеме да тргнеме да бараме знаење, Аллах ќе ни го олесни патот до џеннетот. Со ова нам ни е цел, нам на сите ни е цел да стигнеме до џеннет, нели? А ова е еден од начините како ние на лесен, олеснет пат да стигнеме до џеннетот, а тоа е со стекнување на шеријетско знаење. И важно е да го примениме, тоест важно е, халалите, важно е да приметиме дека во овој хадис не е речено дека патот до џеннетот е олеснет само со учењаците, туку и оние кои само што ќе тргнат да бараат
знаење на патот Аллахов. А иншаллаху таала и вие сте едни од нив, сите ние во моментов сме едни од нив. Секој кој ќе се посвети да учи шериетско знаење, било да е тоа како што е сега овде онлайн на оваа платформа на Телеграм како што сме во моментов, или на некој друг начин, може да очекува Аллах субханеху ва таала да му го лесни патот до џеннетот. И ова е голема мотивација за сите нас да истраеме на овој пат, да го организираме нашето време и да се посветиме на барање исламско знаење. Како дел од знаењето за исламот, истакната е вредноста за стекнување на знаење од доменот на исламското право или фик. Аллах субханеху ва таала вика: сите верници не треба да одат во бој. Нека по неколку од нив од секоја заедница нивна се потруди да се упати по што? Во верска наука, вели Аллах субханеху ва таала, и нека го опоменува народот свој кога ќе му се врати, да би се од Аллах овие луѓе плашат, тоест вика Аллах, да би се од Аллах тие плашеле. Во сура Ет-Тауба 122 ајет. Дури, пазите добро, дури во најтешките моменти. Момент кога е рат, кога е борба, кога луѓето треба да одат и да го бранат исламот, да ги бранат муслиманите, да ја бранат нивната чест. Аллах субханеху ва таала кажува: сите верници не треба да одат во бој, не треба да сите да се борат. Посебно вика, тоест потребно е една група, една категорија на луѓе да останат да ги подучуваат другите, затоа што нивната улога што е? Нивната улога е да пренесуваат знаење и ова е нивна улога од едно клучно знаење. Тие треба да се посветат на шеријатската наука и да ги подучуваат и да се подучуваат себе си и другите со прописите на верата, како би го пренеле тоа знаење на својот народ. Овие луѓе ако не се подучуваат, како ќе го пренесат тоа на својот народ? И овој ајет исламските учењаци го истакнуваат како еден од доказите за вредноста на изучувањето на исламското право, затоа што овде е искористен глаголот јетефеккаху, односно истиот корен од зборовите фик, кој означува исламско право. Исто така бројни се хадисите на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем кои укажуваат на вредноста на барање шериетско знаење, било да е тоа збор за тефсир, за фик, хадис или некоја друга исламска знаеност, додека некои хадиси експлицитно го спомнуваат значењето фик. Пример е хадисот кој го бележи Бухари и Муслим, а кој пренесува Муавија радијаллаху анху, дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: на кого Аллах му сака добро, го подучува со верата. Во овој контекст битен нам е зборот јофеккиху, кој значи разбирање на верата. Овој хадис јасно ни укажува на што? Ни укажува на вредноста на стекнување на шериетско знаење и на значењето фик. Во друг хадис, кој исто така го бележи Бухари и Муслим, се пренесува од Ебу Хурейра радијаллаху анху, дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: најдобри меѓу вас во време на џахилијет се најдобрите во исламот, ако се подучат со прописите на верата. Овде клучна фраза е што? Езафекуху, кој означува разбирање на прописите на исламот, што подразбира фик. Се подразбира по тоа фик. Тука и хадисот исто така кој го бележи Бухарија, се пренесува од Ибн Аббас радијаллаху анху, во една прилика кога Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем излегол од тоалет, видел дека некој му припремил една, како да кажеме, стомна шиша со вода, нели, за абдест. Па прашал кој ова го направи, па му било речено дека тоа го направил Ибн Аббас радијаллаху анху. Па пратеникот салаллаху алейхи ве селем тогај упатил дова за него. Упатил дова за Ибн Аббас радијаллаху анху, говорејќи: Аллаху мој, подари му разбирање за верата. Субханаллах, само каква убава дова упатил Мухамед салаллаху алейхи ве селем за овој племенит асхаб. Ова се само
почитувани мои, некои шеријетски аргументи кои укажуваат на вредноста на знаењето и нам треба секако да ни биде мотивација да истраеме на патот на стекнување на наука. Иншаллаху таала, сега ние ќе преминеме на вовед во исламското право. Ова беше само вовед воопшто, а сега одеме со вовед во исламското право. Имаме јазичка дефиниција за зборот фик. Зборот фик во арапскиот јазик постоел и пред објавата на Кур'ан, а се користел за разбирање на некој одреден поим. Коренот на зборовите го сочинуваат 3 харфа: фа, каф и ха. И глаголот од кој е направена или изведена оваа именка значи да разбереш. Да разбереш. Или да разбереш нешто. Познатиот лингвист Ибн Мензур во своето дело Лисанул Араб вика: еле фикху во основа значи разбирање. Така за личноста која го познава фикхот, кажуваме дека ја разбира верата. Говорејќи околу јазичкото значење на овие зборови, исто така еден познат човек Ибн Фарис кажува: ел фик е збор составен од 3 букви: фа, каф и ха, и ова е исправна јазичка, јазичка основа нам ни укажува на сваќање и разбирање на одредени работи. Например, фик, тоест фик означува разбирање и сваќање на една одредена материја. Со објавата и развојот на исламските науки, терминот фик углавно се користи за исламско право. За секој еден учењак кој го познава халалот и харамот, односно е познавач на прописите на верата, кажуваме дека тој е што? Феких. Во Куранот наоѓаме дека зборот фик се користи и во значење за разбирање воопшто, нешто да се разбере воопшто, а не исклучиво само шеријетско знаење. Не исклучиво само шеријетско знаење. Например, возвишениот Аллах субханаху ва таала спомнува зборовите на народот на Шуајб алейхиселам: о Шуајбе, рекоа тие, вика, ние не разбираме многу од тоа што ти говориш. Сура Худ 91 ајет. Што вика тие? Ма нефкаху. Овде зборот фик се користи и во значење за разбирање воопшто. Тоа што, како му се обраќаат тие? Ма нефкаху. Значи, ние не разбираме многу тоа што ти говориш, што ти го кажуваш. Сега имаме, ова беше јазичка дефиниција, имаме терминолошка дефиниција за фик. Мохамед Сеид Сердаревич го дефинира фикот како наука кој се бави со постапките на полнолетните луѓе, мукеллеф. Значи, оние кои што се мукеллефи. Значи, наука е тоа која се бави со постапките на полнолетните луѓе со шеријатското гледиште и одредува дали некое дело по верските прописи мора или не мора да се направи, смее или не смее, дали е слободно да се чини, да се прави, или некое дело е пофално или е одвратно или неубаво. Целта на фикот е да го нормира или да ги нормира секојдневните постапки на луѓето кои што се шеријатски обврзници према шеријатските наредби и шеријатските забрани. Една од најраширените дефиниции на фик е она на имам Шафи рахимехуллах алейх, кој вика: фик е спознавање на практичните шеријатски прописи, изведени детално за секој пропис, од доказ утемелен или втемелен во изворите на шеријатот.
ова го кажува Имам Шафи. Имам Шафи истакнува дека фикот дава одговори на практичните прашања, од секојдневниот живот на еден шериетски обврзник. Сите ние кои што сме мукелефи, кои што сме полнолетни, разумно обдарени и така натака, значи разликуваме црно од бело што се вика, ние сме шериетски обврзници, па Имам Шафи истакнува дека фикот дава одговор на практичните прашања од секојдневниот живот на шериетските обврзници. Прописите кои фикот ги регулира се изведени од изворот на шериетското право. Ова нас не води кон прашање што се изворите на фикот и како ние треба да се служиме со нив. Исто така, потребно е да збориме и за начините како личноста постанува шериетски полнолетна. Не е она кај нас што е познато полнолетно 18 години, па тој е полнолетен. Значи, како личноста, еден муслиман и муслиманка, станува шериетски полнолетен или полнолетна. Према наведени дефиниции, фикот се бави со што? Со секојдневни постапки на полнолетни личности низ призмата на шеријатските докази. Сега ќе спомнеме околу правните категории во исламското право. Од овие спомнати дефиниции за фикот заклучуваме дека шериетскиот суд за одреден чин може да биде донесен во оквирот од 5 правни категории под кои подпаѓаат сите постапки во нашиот секојдневен живот. Значи, од ова што го спомнавме ние, заклучуваме дека шериетски суд за некој одреден чин, за некоја одредена постапка може да биде донесен во оквирот на 5 правни категории под кои подпаѓаат сите постапки во нашиот секојдневен живот. Кои се тие? Прво, фарс или ваџиб. Што е тоа? Фарс или ваџиб, тоа е обавезно дело. Второ, имаме мустехаб, дело кое е пофално дело. Имаме харам, кое е забрането дело. Четврто, имаме мекрух, кое е покудено дело. И петто, имаме мубах, кое е дозволено дело. Све што правиме подпаѓа под една од овие категории. Затоа ние во ведниот дел детално ќе зборуваме за овие категории, како би исправно би го разбрале, тоест исламското право и неговите примени во нашиот секојдневен живот. Затоа од клучно знаење е секој еден од нас да се запознае со овие термини, да ги разбира, да знае да ги разликува, да знае да ги објасни, затоа што уствари некој пропис кога спомнуваме харам, да знаеме зошто е харам, а кога ќе речеме мекрух, зошто е мекрух и слично. Сега спомнавме прва категорија фарс или ваџиб. Што е тоа фарс или ваџиб? Дефиниција за ова нешто вели вака. Фарс е она што нам, мудриот законодавец, возвишениот Аллах, строго ни го наредил. Фарс е она што нам, мудриот законодавец, возвишениот Аллах, строго ни го наредил. Секоја работа која мудриот законодавец, браќа и сестри, строго ни го наредил, дали е тоа преку Куранот или хадисите, се смета за фарс или ваџиб, например како што е намазот, како што е постот, зекатот и хаџот. Например, возвишениот Аллах субханеху ва таала строго ни наредил обавување на намаз, па од тоа произлегува дека намазот е што? Дека намазот е фарс. Поголемиот број на исламски учењаци смета дека измеѓу фарзот и ваџибот нема разлика. За разлика од
учењаците на ханефиската правна школа кои држат еден став дека фарзот е на поголем степен од обавезноста, од ваџибот. Пример за фарз: обавување 5-дневни намази, пост во месец Рамазан, давање зекат и слично. Пропис на фарзот: кој ќе го изврши заслужува награда, а кој ќе го изостави заслужува казна. Ова е значи пример. Рековме да обавуваме 5-дневни намази, да постиме месец Рамазан, да даваме зекат, или да одеме на хаџ ако сме во можност и така натака. Каков е прописот? Кој ќе го изврши, да речеме, фарз, намаз да клањаме? Кој ќе изврши намаз, заслужува награда, а кој ќе го остави, заслужува казна. Имаме сега мустехаб. Што е тоа мустехаб? Мустехаб е она што мудриот законодавец, возвишениот Аллах субханеху ва таала ни го наредил, ама не строго, па не е на степен на фарз или на ваџиб. Мустехаб доаѓа во наредна форма, како императив, ама не означува обавеза, не те обврзува. Например, за тоа се да речеме адабите, каде што одредени хадиси доаѓаат во наредна форма, нели, во императив, ама тоа не значи дека постапката за која што се говори е фарз или ваџиб, туку е мустехаб. Пример за мустехаб се потврдените суннети или да речеме клањање духа намаз. Каков е прописот за мустехаб? Кој ќе го изврши, заслужува награда, а кој ќе го остави, не заслужува казна. За разлика од фарзот што рековме, оставањето на фарзот носи казна, а извршувањето носи награда. Мустехабот овде носи награда за оној кој го изврши, а за неговото оставање нема казна. Имаме трета категорија, спомнавме, која е харам. Ова трета категорија која е харам означува она што во исламот е строго забрането. Исламските учењаци го дефинирале харамот како она што нам мудриот законодавец, возвишениот Аллах, строго ни го забранил. Харам, под харам се подразбира дека нештото е што строго забрането и дека нам ни е строго наредено тоа нешто да го оставиме. Пример за харамот е зиналук, камата, алкохол, коцка и така натака. Каков е прописот? Кој ќе се создржи од харамот? Пазете, кој ќе се создржи од харамот? На човек му се пие сега алкохол, се воздржува, или сака да прави зиналук, се воздржува. Заслужува награда ке возвишениот Аллах субханеху ва таала, а кој го направи, заслужува казна. Грешни сме и изложени на казна ако правиме харам. Како што е конзумирањето на алкохол, или да се коцкаме, или да работиме со камата и така натака. Од друга страна, ако се стрпиме и се воздржиме, ќе бидеме наградени кај Аллах субханеху ва таала. Имаме четврта категорија, мекрух. Четвртата категорија е мекрух, која означува она што е покудено, што ние треба да го избегнуваме. Дефиниција за мекрух е она што нам мудриот законодавец, возвишениот Аллах субханеху ва таала, ни го забранил, ама забраната не е дојдена во строга форма, да може да се каже дека е харам. Не е во строга форма дојдено, да може да кажеме, сега е харам. Па затоа го дефинираат како оно што мудриот законодавец, возвишениот Аллах, ни го забранил, ама забраната не е дојдена во строга форма, за да може да се каже дека е харам. Некои забрани не се строги, како што се забраните од категоријата на харам. Например, мекрух. Да спомнеме да ја трпиш, да кажеме, нуждата, нели, во текот на обавувањето на намаз, или гладен да клањаш во намаз. А пример, на масата е поставено јадењето. Значи ова е мекрух. Ова е мекрух. Да трпиш нужда, например, ти се оди, имаш потреба, мала физиолошка потреба, не одиш ти,
трпиш. Ова е мекрух. Или гладен си, поставено ти е на маса да јадиш, знаеш дека позади тебе ти мириса јадењето, но ти не одиш да јадиш, да речеме клањаш. Каков е прописот на мекрух? Кој ќе го остави мекрухот, кој нема да го прави ова нешто, заслужува награда. Човекот кој ќе се создржи од мекрух, како што се создржува од харам, нормално ќе биде награден. Меѓутоа, ако направи дело кое е мекрух, нема да биде грешен, ама треба да се труди да го остави. Треба да се труди да го остави. Имаме петта категорија која спомнавме, тоа е мубах. Петта категорија е мубах или дозволена постапка. Дефиниција за мубах се постапките за кои не следи ни награда ни казна. Пример за мубах е спиење, одење и слично. За нив нема ние да имаме некоја награда, а немаме да имаме ни казна. Значи тоа се дозволени работи за кои ние немаме ни награда ни казна. Каков е прописот? Прописот за мубах или прописите не се врзани ни за некоја наредба, ни за некоја забрана, и за нив, за таквите, во основа немаме ни награда, немаме ни казна. Предмет на проучување на исламско право, тоа се два предмети кои се проучува исламското право. Прво е ибадат или обредословие, како што е намаз, пост, зекат и хадж, и второ е муамелат или меѓучовечки односи. Овие се два предмети за проучување на исламското право. Рековме ибадат, кој е обредословие, како што е намазот, постот, зекатот и хаджот, и второ е муамелат или меѓучовечки односи. Редовната пракса на исламските учењаци е да во книгите на фикот прво го одредат поглавието за обредословие, а потоа нормите поврзани за меѓучовечките постапки, во кои се говори за прописите на трговија, брак, развод, заклетви, судство, облека, исхрана и останатите теми. Тоа се две најзначајни целини на исламското право. Обредословие, во обредословието се појаснува односот према Аллах субханеху ва таала, а во муамелатите се објаснува односот према другите луѓе. Шеријетскиот обврзник и полнолетство во исламот. Кој е тоа, што е тоа? Сите прописи кои ќе ги спомнеме ние во нашиот говор, во нашите предавања поврзани за шеријетскиот обврзник, односно личноста која е полнолетна во исламот, ќе спомнеме што е тоа шеријетски обврзник и ќе спомнеме полнолетство во исламот. Причината за ова нешто да го направиме е тоа затоа што чести се појавите да шеријатските полнолетници, на пример, девојка која добива месечен циклус или младич кај кој ќе се појават знаци на полнолетство, не обавува намаз. Колку само имаме вакви примери, затоа што тие се уште не се сметаат за полнолетни, освари веќе тие стапиле во таа биолошка полнолетност. Затоа многу е важно да се знае, да се разликува шеријатско од световно полнолетство. Што е шеријатско? Спомнав ја, нели, биолошко сега, пошто овде се врзува, нели, за самиот развој на човекот, па затоа е многу важно да знаеме, да разликуваме што е шеријатско и што е световно полнолетство. Затоа што исполнувањето на шеријатските прописи почнува со шеријатското полнолетство, а не со 18 години кога луѓето ќе наполнат, например, девојките или младичите. И овие обврзници се должни да клањаат намаз, должни се да постат, должна е девојката, нели, да носи хиџаб и слично. Имаме заеднички показатели за полнолетство и за машките и за женските. 3 показатели на полнолетство без обзир на спол. Прв показател е ејакулација.
ејакулација или излегување на таа семена течност откако нели ќе се надражни, да кажеме, машкото, било да е тоа на јава или во сон, нели полуцинира во сон, и излучување или добро реков излучување на таа вагинална течност откако ќе дојде до надраж кај жената, било да е на јаве или да е тоа полуцинација во сон, полуцинирање во сон. Второ, појава и израстување на густи и груби влакна околу стидните делови на телото. Меките влакненца се на телото кај секоја особа, нели кај секоја личност, али кога околу стидните делови на телото почна да се појавуваат груби влакна, тоа е знак за фаза на полнолетство. Трето, година на старост. Исламските учењаци покушале да ограничат и да одредат полнолетство према годините, а еден од приоритетните ставови е тоа да личноста постанува полнолетна кога ќе наполни 15 години. Ако до тогај не доживеала ејакулација или растење на густи влакна, кога ќе наполни 15 години, означува влез во полнолетство. Што значи, ако машкото или женското не ги добијат оние првите два знаци, а добијат или наполнат, тоест 15 години, се означува за влез во полнолетство. Доказ за ова се зборовите на Абдуллах ибн Омер радијаллаху анх. Му се понуди, вика, на Божиот пратеник салаллаху алейхи ве селем да учествувам во битка на Ухуд. Имав само 14 години па ме одби. Повторно, вика, му се понуди во битката на Хендек, кога наполнив 15 години па ми дозволи. Одавде излекуваме доказ. Имаме два додатни показатели кај жената. Два додатни показатели кај жената за полнолетство се врзуваат само за жената, исклучиво само за жената. Тоа е месечниот циклус. Чим една жена добива месечен циклус без обзир на годините, од тој момент таа личност или таа женска особа се смета за полнолетна према ширијатот, постанува обавезна редовно да обавува намаз, да носи хиџаб и да ги исполнува другите верски обавези. И второ, трудност. Ако жената затрудни, тоа е јасен показател за полнолетност. Правила кои што се поврзани за постапки на децата, ако едно дете, да кажеме, кој што се уште не е полнолетно, тоа е дете, направи добро дело, ова е битно исто да знаеме, имаме сите скоро мали деца кои се уште не се полнолетни, да кажеме, ако детето направи добро дело, ќе биде ова дело забележано кај Аллах субханаху ва таала и ќе биде наградено тоа дете. Ако направи грев, нема да му се бележи. Пишувањето или бележењето на гревови почнува од полнолетството, шеријеското полнолетство. Секако децата нормално ние не треба да им одобруваме да чинат гревови затоа што се сега тие малолетни и да ги поттикнуваме на тоа, нели, и да бидат немарни во одгојот, нели, во светло на исламот, да не ги одгојуваме сега ние исламски, затоа што така можеме само да ја наведуваме тие после да си мислат дека тоа е прифатливо, нивното понашање е прифатливо и не мора после тоа ништо да прават. Ние мора да ги третираме на некој начин и како оние шеријетските обврзници за самите тие деца да сватат дека тој треба да кајна, дека тој треба да пости, нормално во рамките на нивната можност. Иншаллаху таала, овде ќе биде крај на првото предавање. Го молам Аллах субханаху ва таала да го зголеми нашиот иман, да го зголеми нашиот илм, да го разубави нашиот ахлак, и го молам Аллах субханаху ва таала да ни подари корисно за знаење. Ашхаду ан ла илаха илла Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Сведочам дека нема друг Бог освен Аллах субханаху ва таала и сведочам дека Мухаммед е Аллахов роб и пратеник.
ние ќе го завршиме овде ова прво предавање, па иншаллаху таала ќе продолжиме со второто предавање наредниве денови, можеби утре нема да имаме предавање, но ќе бидете известени иншаллаху таала кога ќе имаме предавање. За нешто што не беше јасно од оно што вечерва го говоревме овде, може иншаллаху таала да слободно ми пишете прашања во самиот канал на Телеграм и може да поставите тука иншаллаху таала прашање за оно што не беше јасно. Тоа беше за вечерва. Аллах да ве награди. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.